Општина Кочани ја одржа јавната расправа за програмите по нацрт буџетот за 2024 година, што представува и законска обврска за локалната власт при процесот на буџетско планирање. Исполнетата сала во мултикултурниот центар ја покажа заинтересираноста на граѓаните јавно да ги предочат проблемите од нивната непосредна околина и да побараат од општината што поскоро да бидат решени. По искористената можност да бидат консултирани, голем дел од жителите на Кочани, но и од населените места, очекуваат реконструкција на нивните улици, запирање на водата што се излева од шахтите, пробивање полски патишта и поредовно одржување на комуналната хигиена. Повеќето од изнесените барања можеа да се слушнат и на слични расправи во претходните години. Без разлика дали се во градот или пак во населените места во општината, тие се повторуваат со слична динамика. Значи, немам нови барања, освен да ги повторуваме со години на истите и претходно што сме ги имали. Со тоа што ќе додадам, благодарам на Игор што се јави за збор. Пред се би нагласила едно од барања, од предлозите наши кои ќе бидат довршување на канализационата мрежа. Да се најде начин, можност и средства во буџетот да се доврши, затоа што тоа беше ветено и не е реализирано се уште, половично да, дел од мрежата е реализирана, меѓутоа се уште не е во функција. Кога ќе биде во функција да добиеме информација и да почнеме да се приклучуваме на нејзе, барем онамо каде што веќе се постави. Точно по 2 години од преземањето на власта, актуелното општинско раководство повторно рече дека мислењата и барањата на граѓаните се важни за буџетското планирање. Сепак, прашање е колку од нив реално може да ги реализираат. И покрај долгиот список инфраструктурни потреби изнесени од граѓаните на јавната расправа за новиот буџет, малкумина од присутните отворија и проблеми што се од поширок обем, а го засегаат функционирањето во урбаната средина. Меѓу нив секако останаа недопрени прашањата за локацијата на градскиот пазар, за решавање на проблемот со паркирањето со изградба на катна гаража, ниту пак изградбата на јужниот булеварски влез на Кочани што беше ветуван. На одржаната јавна расправа за планирањето на буџетот за следната година, ветувањата од раководството на општината беа ставени во општа рамка, дека ќе се направи оноку колку што се може. Деловните банки во државата испратија известувања до своите корисници на услугите дека е забележана измамничка кампања со испраќање SMS или имејл пораки од лажна веб страница. Во известувањето од банките е нагласено дека корисниците треба да ги заштитат платежните картички од можна злоупотреба и да не кликаат на линкот што е добиен преку SMS или имејл порака за наводна погрешна адреса или пак вратена пратка. Банките ги предупредуваат граѓаните дека се работи за измамничка кампања зад која стои лажна веб страница и од која масовно се испраќаат SMS и имејл пораки заради злоупотреба на финансиските податоци. За да се заштитат од злоупотреба, граѓаните не треба да кликаат на линкот во пораката или воопшто да не споделуваат податоци од картичката на сомнителни веб страници. Треба при тоа особено да бидат внимателни кога добиваат SMS порака со еднократен верификацијски код. При тоа банките нагласуваат дека обезбедуваат сигурни плаќања преку безбедносен процес. Треба да се провери дали називот на трговецот и износот во SMS пораката се совпаѓаат со називот што е содржан во адресата на страната каде што се врши плаќањето. Ако податоците се идентични, треба да се внесе посебен код во прозорецот што се отвара на интернет страницата и го содржи истото име на трговец како она во SMS пораката. При тоа треба да се кликне на прозорчето испрати и да се почека потврда за неуспешно реализирана трансакција, велат од банките. Доколку граѓаните се сомневаат во можна злоупотреба на картичката, треба веднаш да ја блокираат преку интернет банкарското плаќање или пак со јавување на соодветен телефонски број во банката што е достапен 24 часа. Романот "Ако се родат некакви чувства" од Блаже Миневски во понеделникот вечерта беше промовиран во Центарот за култура Бели Мугри. Авторот на делото е добитник на наградата Рациново признание за 2022 година, а главниот мотив во него е љубовта на Гоце Делчев и Јанка Каневче,
која се случила пред 120 години. Насловот на романот, ако се родат некакви чувства, се однесува токму на неговата изјава, кој што ја даде пред да тргне за Банско, односно пред да биде убиен 2 месеци подоцна, на Герџиков, Михаил Герџиков, својот пријател и соборец, на кој што му кажува: те молам да води сметка за Јанка ако мене нешто ми се случи. Ако се родат некакви чувства, те молам да бидете благословени, да ја земеш за сопруга и да живеете заедно колку што можете поубаво и поскладно. Значи, таа сентенца од неговата изјава, ако се родат некакви чувства, е наслов на романот и на вистина, после 7 години од смртта на Гоце Делчев, веројатно се роделе некакви чувства и Герџиков и Јанка се земаат, имаат черка Магда, Магда има подоцна черка Надежда, а Надежда повторно керка Магда. Таа Магда ја случајно е сретна во Софија и од неа потекнуваат најголем дел од материјалите кои се објавени во романот. Подготовката за пишување на романот Миневски ја правил во текот на 20 години, при што тоа било период на богата истражувачка работа. Почетните активности авторот ги имал кога работел на репортажа за Делчев за еден домашен весник, при што ја запознал и правнуката на Јанка, која му дала материјали и фотографии што се вметнати во делото. Промотор на книгата беше Весна Мојсова Чепишевска. Андреј Стојанов во понеделникот попладне во библиотеката Искра ја промовираше својата прва книга, насловена Проект на Андреј Стојанов по зоологија и анатомија. Ја пишувал 2 години, представува негово видување на двете теми по зоологија и анатомија, а исто така и сублимат на неговите познавања од таа област. Поставува еден поимник каде што тој ги дефинира поимите на начин како што ги доживува и ги спознава оноска како што ги научи. Кај него, како да кажем, со тоа што ме прашавме, посебно ми најде интерес со тоа сум промотор и секој сакам да бидам покрај него, ова што го и тој работи, е посебното, како да кажем, интерес и посветеност на медицината. Значи, јас пред даден период работев со него и уште со самата работа, како работиме, како да кажем, го пласираме на рехабилитацијски процес на ослободување на работа, кај него уште повеќе се прашањата и повеќе, како да кажем, интересот во тоа што го работиме, како. Авторот Андреј Стојанов е роден 1994 година во Кочани. При раѓањето се разболува од менингит, а тоа остава голема траума врз неговиот организам и на целокупното негово здравје. Поради здравствената состојба во која се наоѓа, останал без основно и средно образование. Со основната писменост и молитвено-православно-христијанската духовност се стекнува од поуките на неговите мајка и баба. Раководството на планинарскиот спортски клуб Осогово и на основното училиште Раде Кратовче потпишаа меморандум за соработка со што ќе реализираат заеднички активности од интерес на пошироката заедница. Се работи за ефикасна, континуирана и координирана соработка во однос на развојот на стручното образование и обука, усовршување и оспособување на учениците на локално и на национално ниво. Со потпишувањето на меморандумот ќе се формира младинска секција со што ќе се работи на омасовување на планинарството, дружењето и едукацијата. Младенската секција Осогово јуниор ќе побуди интерес кон планината и природата кај помладите, за да научат за убавините и опасностите при престој во планина. Таа треба да му овозможи на секој ученик кој сака да планинари како најдобро да се подготви, да научи која храна е најдобра да се консумира за време на планинарска акција. Исто така ќе се поттикнува свеста кај помладите за зачувување на природата и низините убавини. При тоа ќе се реализираат и обуки со теоретски и практичен дел. Дел од теоријата ќе се учи преку игри, а предавањата ќе ги организираат врвни и искусни планинари, при што ќе се учат вештини за палење оган, за врзување јазли, подготовка за напланина, обезбедување потребна облека и обувки во зависност од временските услови, како и изучување ориентација, маркација, давање прва помош
и заштита од опасности во планина. Родителите на секој ученик ќе треба да потпишат изјава за согласност за учество, додека пак членството во планинарскиот спортски клуб Осогово за млади до 18 години ќе биде бесплатно. Од планинарскиот клуб од Кочани информираат дека во текот на наредната недела слични меморандуми за соработка ќе бидат потпишани и со останатите основни и средните училишта во Кочани.